Со пригоден рецитал и положување цвеќе пред бистата на народниот херој Ванчо Прке денеска во алејата на народните херои Штипскиот сојуз на борци ја одбележа 74 годишнината од предавството и ликвидацијата на борците од вториот плачковички одред. Петар Мицевски, секретар на општинската боречка организација, одржа пригодна реч пред присутните, осврнувајќи се на случувањата од тој период. Во тој плачковички одред влегуваат Ванчо Прке, командант, Тошо Арсо, политички комесар и уште 7 борци. Главната задача било на 19 тргналот од Штип да стигнат на одредено место на планината Плачковица. На 19 стигнале до селото Градец Виничко. Меѓутоа, не знаеки патот, лутале доста и стигнале на 21 мај 1943 година во едно место каде што имало колипка. Тука се сместили и мисле да се одмор и после ќе продолжат. Нивното присуство било забележено од тамошни жители, пошто наскоро биле предадени во бугарската полиција во Виница, откако не сакале да се предадат, почнала покотница. Во таа покотница загинуват на лице место Ванчо Прке како командант, Тошо Арсо политички комесар и Александар Митрев. Тешко раните, а покасно погубени Никола Нехтени, Митко Цецов и Ванчо Китанов. Тие се однесени во Кочанскиот затвор, доста мачени, малтретирани и убиен Никола Нехтенин и Митко Цецов, а Ванчо Китанов е пренесен во Штипската болница и тој е ликвидиран. По повод годишнината од нивното загинување денеска делегација од Сојузот на борци, представници од локалната самоуправа, политички партии и граѓани и одадоа почит на народните херои и положија цвеќе пред нивните бисти. Утре делегација од Сојузот на борците од Штип ќе положи цвеќе на спомен од бележието на загинатите борци од вториот плачковички одред и во Вршидол.